Во понеделник ќе се знае дали ќе има нови мерки за стабилизирање на цените на горивата. Владата размислува за намалување кај данокот на додадена вредност. Тој претходно до јуни изнесуваше 10 наместо 18%. Премиерот Мицкоски вели дека анализите на состојбата во снабдувањето и цените во последните 2 седмици од јули треба да покажат дали треба да се интервенира кај ДДВ-то. На 2 недели се анализираат акцизите. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот и врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Чекаме да се затвори до 31. Веќе еднаш интервениравме со акцизите. Сега чекаме оваа недела да се заокружи 31 јули, втората половина од месецот, таков е законот, и дури потоа да носиме дополнителни мерки. Владата претходно ги намали акцизите кај бензините за 1, а кај дизелот за 2 денари по литар, откако стана јасно дека нема ништо од мировниот договор меѓу САД и Иран. За само неколку недели цената на дизелот се вивна нагоре за 18, а на бензините за 9 денари по литар. Денеска, по сигналите за повторно стабилизирање на состојбата на Блискиот Исток, нафтата на светските берзи поевтини. Премиерот Мицкоски очекува намалување на горивата и во Македонија следната недела, доколку овој тренд продолжи. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Денеска се стабилизира некаде околу 85-86 долара за барел, така што веќе следната недела очекувам поголемо намалување на цената на дизелот и на бензините. Но на кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена на дизел горивото и на безоловниот бензин во регионот, па и во Европа, би рекол. Владата има широка лепеза на мерки кои може да ги активира за да го задржи животниот стандард на населението. Кризната состојба во снабдувањето со нафтени деривати ќе трае 3 месеци до 20 октомври. Претходно воведените мерки за намалување на ДДВ и акцизите значеа 26 милиони евра помалку приливи во државната каса.